Мислам дека Пасиев е навистина влезен во некој сталинистички филм. А и што држаше говор на некое споредно плато во Москва, во некое паркче пред десетина луѓе, тој навистина мисли дека е некој голем лидер во Македонија. Но неговата самобендисаност и погрешна перцепција за сопствената грандиозност е негов личен проблем, нешто со кое нема ние зошто да се занимаваме. Може би психолозите, но дефинитивно не ние. Тоа што многу ми смета и мислам дека и на вас е прашањето: со кое право Пасиев зборува во името на македонскиот народ? Како слободен македонски граѓанин, тој може да оди каде сака и со кого сака да се среќава и разговара. Ете, може и со лидерите на руските комунисти. Може да продолжи со гробниот туризам ако смета дека во моментов најпаметно е да замине во Москва и да се клања пред некој си четвртов Путинов ешалон, тоа е негово лично право. Но тоа нека го прави како граѓанин или ете како лидер на левица. Никако во мое и ваше име. Таков мандат никој не му дал. Да, македонскиот и рускиот народ се блиски, но исто така сме блиски и со украинскиот народ. Не знам дали Пасиев знае, но во 2001 година, кога војувавме со УЧК, токму украинците беа тие што ни помогнаа, со опрема, но и со персонал. И нешто многу поважно што може би професорот или самопрогласен Че Гевара не разбира, или се прави само дека не разбира, е фактот што со години ние му кажуваме на светот дека тоа што го прави Русија на Украина е исто, нормално, без војна и жртви, со тоа што нас ни го прави Бугарија. Русија не ја признава Украина како држава, не го признава украинскиот народ, не го признава нивниот национален идентитет, не го признава украинскиот јазик. Познато, нели? И сега дека ние како држава, како народ му кажуваме на светот дека нас истото ни се случува, пак ќе повторам, без тенкови, дронови, бомбардирања, Че Геварчето заминува за Москва и му се клања на Путин. Така што Пасиев, реков, има целосна слобода да оди каде сака, со кого сака да се сретнува и на кого сака да му изразува благодарност, ама во свое име. Ако мисли дека пред избори ќе ќари нешто ситно, со тоа што ќе удри на некоја си ю носталгија или носталгија кон социјализмот, еве нека му биде. Но не во мое име и не во име на македонскиот народ.